This conference will Значи, now be recorded. вебинарот ќе се сними, меѓутоа со оглед на тоа што само јас ќе презентирам, мислам дека нема да има проблем. Значи, на брзина би сакал да ви кажам и следно нешто. Во текот на вебинарот сосема е можно да имате аудио проблеми. Ако имате аудио проблеми, пробајте да видите дали можете нешто да смените во систем трејот, во делот на аудио, значи дали ќе слушате преку спикер, преку хедфон или нешто слично. Некогаш помага опцијата да се презакачите уште еднаш. Друга работа, значи тие кои што се закачуваат на вебинарот преку самата апликација GoToMeeting, мислам дека имаат помалку проблеми, додека оние кои што да директно преку веб линк, можно е заради веб конекцијата некогаш да има проблем. Океј, да не должам, значи да почнеме. Кој сум јас? Јас сум Драјче Стојанов, архитект по професија, значи претпоставувам едно чудо колеги се архитекти од присутните, сум овластен архитект, меѓутоа исто така сум и BIM консултант. Имам нешто повеќе од 15 години искуство во индустријата. Ова АИГ инаку представува архитектура, инженеринг и градежништво, нешто што е пандан на АЕЦ, односно Architecture Engineering Construction. Инструктор сум во SEMOS од 2013 година, понатаму Autodesk Certified Instructor, Revit Certified Professional и така натаму. И да не заборавам, значи сум Revit корисник нормално, значи на дневна основа. Значи кој е SEMOS? SEMOS Едукација, мислам дека е веќе тоа давна познато, затоа што SEMOS Едукација е супер бренд во Македонија. Постои околу 25 години, има 36 вработени, над 100 сертифицирани тренери, инструктори, се предаваат преку 300 програми, односно курсеви во SEMOS, преку 15 училници, сега за жал заради короната се одвива преку интернет, значи онлайн, меѓутоа ако ќе дојдат убави денови, ќе може значи да ги видите нашите нови училници. Исто така SEMOS е активно присутен и во Македонија и во Србија со канцелари, а присутен и низ цел свет со курсеви. Понатаму, значи, продолжуваме со првата тема. Тоа е вовед во BIM. Како што кажав, новаа тема веќе одамна се разговара, така да мислам дека работите се веќе јасни, меѓутоа чисто накратко само мало повторување за тоа што е BIM. За да нема доцнење во аудиото и во видеото, ако немате ништо против, јас мојата камера ќе ја исклучам. Мислам дека не сум тој што е во центар на вниманието. Мислам дека вака подобро ќе имаме помало доцнење. Значи, разбираме дека BIM е практично акроним од Building Information Modeling. Во основа тоа е технологија која што подразбира, значи како резултат треба да се добие комплетна виртуелна представа на објектот. И кога викаме виртуелна представа на објектот, не се мисли само на една фаза, само на архитектура, туку се мисли на сите фази. Значи, оваа BIM технологија има за цел да ги предаде, практично да ги сними, да ги стави во тој виртуелен модел и функционалните физички и други карактеристики на замислениот објект. Значи, доколку ги имаме сите тие карактеристики во нашиот модел практично зачувани, тогаш самиот BIM софтвер има можност да прави комплексни анализи, симулации и оптимизации, што е многу важно во текот на изградба, за самото финансирање, за самото користење на објектот што кога ќе се изгради. Меѓутоа во основа, значи ако ги малку поедноставиме работите, станува збор за една технологија каде што се подразбира дека имаме 3D модел во она што се вика фронтенд, додека во бекенд се наоѓа практично датабаза со податоци на сите тие елементи. Практично идејата е дека треба да се направи 3D модел кој што ќе биде интелигентен, каде што столбот знае дека е столб, а не само 3D геометрија, каде што зачуваме податоци за тој елемент од типот марка на бетон, димензии, заштитен слој за армирање, тип на арматура, секакви можни податоци, значи кои што се релевантни за тој момент. Значи, оваа BIM технологија наједноставно може да се свати ако веќе сме користеле некои од софтверите кои што се водечки на ова поле, како што е Revit, Archicad, Allplan, Vectorworks, AecoSim и така натаму. Меѓутоа, главната работа зошто постои оваа технологија е всушност да се увидат сите потенцијални проблеми
да се доживее објектот уште пред да се изгради. Значи однапред да се добие целосна слика за тоа што сакаме да го направиме и да ги избегнеме сите можни проблеми кои што можат да го заглават проектот. Така да, ако треба визуелно да се изјасниме, тогаш веројатно ова е една од многуте слики кои што може да се најдат на интернет. Од овде можеме да видиме дека имаме генерално архитектонска визуализација на самиот објект, меѓутоа се гледа и конструктивниот склоп, како и инсталациите кои што се во самиот објект. И ова е само еден дел за тоа што BIM технологијата представува и што може. Значи, особено е корисна во делот на системите, значи каде што се инсталациите, да речеме машинство, грејење, ладење, вентилација, водовод, канализација, па понатаму тука доаѓаат и ППС, системите за противпожарна заштита и така натаму. Она што значајно го разликува овој систем за разлика од CAD технологијата, односно оваа технологија за разлика од CAD технологијата е во тоа што практично најголемиот напор се случува на самиот почеток кога треба да се изгради 3D моделот, затоа што подоцна кога веќе ќе го имаме 3D моделот, правењето на техничката документација и особено решавањето на поправки, измени на проектот се практично се вршат автоматски и тоа е во голема мера доста корисно. Значи на самиот почеток имаме голема можност да влијаеме на цената, на начинењето на проектот, така да на некој начин со BIM технологијата инвеститорите имаат поголема доверба дека практично финансиската конструкција ќе остане така како што е замислена. BIM трендови, значи зошто е BIM технологијата толку популарна? Прво е препознаена како моќна IT платформа и во моментов се случува значи една неверојатна бура затоа што светот се обидува да ги реши сите можни проблеми поврзани со цивилизацијата и големиот раст на население и потреби на тоа население. Така да преку оваа BIM технологија се случуваат големи напори да се додадат уште други опции каде што ќе можат софтверите да прават сложени анализи, како што се например Smart Cities иницијативите, каде што ќе може да се согледа например капацитетот на транспортот на дадена област, капацитетот за сместување и многу други работи. Така да веќе е одамна почнато поврзувањето на BIM со други технологии, како што е, значи BIM е замислено да биде пред се за високоградбата, меѓутоа во голема мера се поврзува и со инфраструктурните проекти. Понатаму со facility management технологиите, тој BIM модел виртуелен кој што се добива, практично е одлична основа за да може да се контролира и одржува еден објект во текот на користењето. Практично во тој дел се најголемите трошоци кои што можат да се случат. BIM и GIS технологијата веќе одат рака под рака, како што кажав, значи се заедно во делот на Smart Cities иницијативата, така да се користат веќе доста успешно. Меѓутоа, исто така BIM технологијата се комбинира и со cloud технологијата, значи со мобилна технологија, каде што ова технологија значи не мора да се исползува само од дадена канцеларија од едно место, туку веќе значи технологијата си ја носиме во нашите телефони, таблети, на градилиште и тоа е на интерактивна средина, значи каде што може да се разменуваат и да се користат податоците затоа што се во клауд достапни на секаде. Artificial Intelligence, односно вештачка интелигенција, Virtual Reality, значи веќе сме запознати за point cloud-овите, односно фајлови кои што се снимени со 3D ласери за да се или со дронови, значи за да се добие практично вистинска снимка за ситуацијата на едно градилиште или на еден објект и сето тоа се трансформира понатаму во BIM модел каде што може да се продолжи со работа. Роботиката е исто така нешто ново кое што почнува веќе да се користи и дури и се поврзува со BIM технологијата. Значи нешто кое што е многу интересно во моментов е една голем напор кој што не е ништо нов да кажам, веќе постои со години, меѓутоа постои голем напор особено кај институциите, значи во повеќе земји,
да се заради тоа што BIM технологијата и BIM фајловите се специфични, има доста податоци, да може автоматски да се проверуваат проектите дали се во согласност, значи, со градежните стандарди. Значи, баш на ова поле работам во моментот за Дубај. Дубај има навистина една неверојатна визија за тоа како треба да изгледа градежништвото во Обединетите Арапски Емирати. Значи, идејата е дека кога ќе се аплодира BIM фајлот во даден сервис, дека практично на крај зборам треба всушност софтверот да ги провери сите согласености или неусогласености и понатаму да предочи каде се проблемите или да го isпроцесира крајно проектот за одобрение за градење. Тоа значи дека идејата е да се намали време траењето на чекање за градежна дозвола, да биде колку што е можно побрзо. Во овој дел да кажам дека Revit одлично се согласува заради тоа што веќе има сервиси кои што работат на Revit и како додатоци и како онлайн софтвер са сервис кои што за Америка пред се, каде што автоматски се проверуваат проектите дали се во compliance со билдинг, со градежната регулатива во Америка. Значи, BIM веќе дел по дел, значи чекор по чекор веќе е дел од регулативата во многу земји, дефинитивно предничи Обединетото кралство, каде што од 2016 година практично јавно финансираните објекти треба да бидат направени во BIM. Постојат и многу други земји каде што ако не за сите објекти, тогаш за еден дел од објектите, значи се бара тоа да бидат направени во BIM. Меѓутоа, освен институциите, значи се повеќе инвеститори бараат проектите нивни да бидат направени во BIM софтвер, од причина што така имаат повеќе доверба дека моделот кој што ќе им биде презентиран практично е доста квалитетен. Значи не може проектантот да се извади на некоја грешка, на некој пропуст или на нешто слично. Од друга страна, во последно време се повеќе се актуелни договорите, градежните, значи договори, каде што практично контракторот, односно изведувачот, заедно со дизајнерот, со проектантот, го почнуваат проектот на самиот почеток и идејата е дека после неколку месеци од проектирањето, практично во незавршена фаза, почнува градењето и проектот се надградува, односно се доработува како тече градбата. На тој начин се убрзува процесот на градење. Од таа причина се повеќе инвеститори ги барат проектите да бидат во BIM. Сега во делот на значи веднаш уште еден дисклеймер да кажам, значи имам голема почит спрема другите BIM софтвери, значи Archicad, Allplan, Vectorworks и така натаму. Верувам дека сите практично производители на BIM софтвер напорно се трудат да направат колку што е можно подобар, посовршен продукт. Меѓутоа, јас се одлучив за Autodesk Revit, го користам со години, практично на дневна база. Голем фан сум на Revit во секој случај. И од таа гледна точка, значи како корисник, би сакал да предоставам некои предности и недостатоци кои што се на Revit. Значи, во делот на предностите или зошто е Revit мој избор, ќе речам вака. Значи, дефинитивно Autodesk Revit е најкористен BIM софтвер во светот. Има специфични статистики за тоа колку се користи. Вообичаено земјите прават годишни извештаи кои што се базираат на дадени анкети и така натаму, и мислам дека во голем дел бројките покажуваат дека е тоа Revit. Меѓутоа, јас тоа можам и да го потврдам затоа што една од причините зошто користам Revit е генерално затоа што заради Revit добивам работа, ако може така да се каже. Соработувам со компании од, да речем, Австрија, Швајцарија, Германија, Америка, Блискиот Исток, значи не е важно од каде, и практично главната причина на што се должи оваа соработка практично е Revit. Тоа ни е практично заедничкиот јазик. Revit представува софтвер за сите дисциплини, што значи дека како архитект за помали објекти, например, може да изработам уште некоја фаза, например да речеме ППЗ или водовод и канализација,
или пак барем да ги обединам сите соработници, значи да може да се работи на една платформа на еден модел, значи во Revit. Има голем избор на ресурси, почнувајќи од библиотеки, плагини, литература, форуми, така да информација на секој чекор. Многу опции за прилагодување за даден пазар, за специфичен објект. Revit е доста практично е актуелен софтвер преку цела година, затоа што преку цела година добива дополнителни додатоци, односно билдови, надградби, а практично нова верзија излегува секоја година, вообичаено околу 25 април. Така, например, последна верзија е Revit 2021, има многу специфични, многу фини работи, доста сум, да кажам, среќен заради тоа, иако тоа не е предмет сега на елаборирање. Со Revit можам да кажам дека тоа е практично паметно проектирање, затоа што многу работи кои што се користат, многу опции кои што се користат во проектирањето ми овозможуваат да нема репетиција, да нема празен нот во проектирањето, лесно да можам да направам промени и така натаму. Уште и сакам да кажам дека во самиот Revit, во самата апликација се вклучени практично 3 апликации. Едната е Revit, апликација која што знаеме, значи, за проектирање на објекти, меѓутоа внатре има Revit Family Editor кој што служи за правење на библиотеки, како и Dynamo. Dynamo е програмче за визуелно програмирање, практично специфичните форми можат да се добијат преку Dynamo, меѓутоа не само тоа, тука постојат и можности за оптимизација, за автоматизација на работниот процес и така натаму. Недостатоци, значи како ги надминувам? Значи, што имам забележано? Значи, прво, во секој случај, верувам и дека тоа не е само за Revit, мислам дека тоа е за сите BIM софтвери, дефинитивно BIM софтверите се комплексни апликации. Значи, тоа не е AutoCAD каде што можам со 5 команди да нацртам проект. Дефинитивно потребно е некое подлабоко познавање, иако не мора целата апликација да биде целосно научена и не мора целосно да се користи. Меѓутоа, дефинитивно е потребно постојано усовршување. Сега, ова би значило дека, што значи тоа, значи не значи дека цело време треба да се оди на курсеви, ниту пак да се користи литература цело време, меѓутоа барем би требало да се гледа што е ново, чисто да се има еден проактивен однос, бидејќи, како што кажав, на година дена излегуваат нови опции кои што се секогаш game changing. Така, оваа година, например, имаме неверојатен скок во делот на Artificial Intelligence, во делот на Generative Design, значи тоа е како новина во Revit 2021. Следно нешто како недостаток, значи дефинитивно имаме определени ограничености при комплексни форми. Значи, ако треба да се добијат поспецифични форми, со нормалните алатки во Revit тоа не може да се добие. Така да во тој случај треба да се префрлам на Dynamo. Значи, Dynamo не сите го користат, не сите се чувствуваат пријатно, затоа што е нешто што не можам да кажам дека е програмирање во никој случај, затоа што визуелно се прават сите промени. Меѓутоа, сепак, значи, мора да се користи Dynamo за да се добијат поспецифични форми. Од друга страна, ако споредиме, например, со AutoCAD, каде што е се во 2D, и тука е доста проблематично да се добијат комплексни форми. Меѓутоа, можеби Revit е, да речеме, по-крут во делот на комплексните форми, да речеме, од Rhino. Недостасува моќен рендер енџин. Revit си има рендер енџин, значи може да се прават рендери, меѓутоа веројатно како архитекти ќе побараме нешто повеќе од тоа што се нуди. Значи, во секој случај имаме опција да користиме некој додаток или пак да го префрлиме фајлот во 3D Max, професионално да се изрендерира. Има V-Ray додаток за Revit, многу често се користи Enscape, Twinmotion, така да има други опции, меѓутоа во самиот Revit немаме некој доста, да кажам, моќен рендер енџин. Верувам дека за повеќето корисници и тоа што е вградено таму дека ќе биде доволно. Меѓутоа, ако сакаме, значи, навистина феноменален архитектонски фотореалистичен приказ, тогаш веројатно треба да се користи уште нешто друго. Revit креира во споредба со AutoCAD големи фајлови, така да не можеме да сметаме на некои од 2-3 мегабајти фајлови, особено, значи,
Ако станува збор за посериозен објект кој што треба да биде посериозно дизајниран и образложен, значи тогаш многу често фајловите се 200, 300, 400, 500, 600 мегабајти, а ако станува збор за работа со point cloud, тогаш е веќе и во гигабајти. Што верувам дека не е сега толку проблем, тоа заради тоа што не работиме со дискети, значи сосема единиците мерки во тој дел за storage се многу поголеми, така да мислам дека и ова не е толку страшно. Меѓутоа, во однос на компјутерската конфигурација, ќе кажам вака, значи Revit одлично се носи и на поедноставни, да кажам, компјутери од некои 250 евра. Меѓутоа, ако сакаме да работиме со посериозни фајлови, значи со поголеми фајлови, тогаш во секој случај најдобро е да се користи компјутерска спецификација која што е дефинитивно нешто подобро. Тоа е во делот на недостатоците. Како CMOS може да помогне во тој дел? Значи тука само на кратко, во CMOS како авторизиран тренинг центар на Autodesk и меѓу другото академски партнер, имаме официјални курсеви за Revit во Македонија единствени. Значи официјалните курсеви се одобрени од Autodesk, така да на крај на курсот се добива Certificate of Completion издаден од Autodesk. Работиме по официјална програма, каде што имаме теорија, меѓутоа имаме и вежби, така да секој корисник, односно слушател на курсот, практично работи самостојно на даден проект. Курсот трае 40 школски часа во 13 плюс 1 термин. И курсевите кои што се нудат се основи за архитектура, за конструкција, за инсталации. Имаме напреден за сите дисциплини или во зависност од групата може да биде за една дисциплина. Внатрешен дизајн со Revit 2020, како и пейсажна архитектура со Revit. Revit е дефинитивно all around player, така да многу работи може да се изработуваат со Revit. Меѓу другото, значи постои еден зголемен тренд на некои проекти, значи бев и самиот инволвиран за сериозни компании кои што работат инфраструктурни проекти, каде што наместо некои други, да кажам, софтвери, си имат решено специфичните инсталации, односно инфраструктурни инсталации да ги работат во Revit. Познато е дека се работи дури и дизајн на мостови во Revit, така да препознато е како апликацијата е препозната како лесно прилагодлива за да може да се работат и сосема други типови на проекти. Време за демонстрација. Океј. Значи ова што сега се гледа е Revit 2021. Имам нешто што би требало да биде прилагодена демонстрација само за овој момент. Дефинитивно, значи оваа демонстрација не може да ги прикаже или да навлезе подлабоко во можностите на Revit, тоа во никој случај, меѓутоа би требало да даде некој overview за тоа како функционира софтверот. Значи за многу работи ќе одам без да дадам некој објаснување за да не се задржиме многу, како и да е, една од најважните работи во Revit е да се има соодветен темплейт каде што ќе може практично да се искористи максимум самиот програм, значи тој е доста прилагодлив, така да може да се прилагоди за сечи потреби. Ова е нешто темплейт кој што го направив на брзина за оваа пригода. Значи, да речеме дека сакам да направам нешто P+2+ поткровје некаков си објект. Значи, темплейтот одговара за тоа, иако може да се прилагоди. Ќе внесам AutoCAD файл. Не водам сметка за координати, за поставеност се уште. Значи, да речеме дека ова ми е локацијата на која што треба да го работам проектот. Следно нешто, од една страна ќе мора и малку да подзабавам за да нема доцнење во сликата. Значи, ќе ја
исцртам градежната линија. За да имам информации за практично ограничувањата што ги имам на проектот. Ова може да биде практично ДВГ подлога од геодетскиот елаборат за нумерички показатели и слично, така да штом ја селектирам ова property line, можам да видам колку е површината, 124,63 метри квадратни, па можам да споредам дали е севоред. Сега, следно нешто, откако ова го имам, можам да почнам веднаш, например, ако ова треба да биде, да речеме, маркицата е мала, инвеститорот бара практично да се искористи максимум што е возможно од самата локација. Така да ќе поставам се што е конструкција да биде натре во рамки на градежната парцела. Овде работите нема да водам толку сметка да бидам прецизен, иако би требало со повеќе линии ова да го направам. Следно нешто, ќе го поставам конструктивниот систем. Значи, подосна ќе решам што ќе се случува со конструкцијата, нормално во соработка со градежен инженер. Ова е грубо концептуално исцртување за тоа како би требало веројатно да се постават овие оски. Ќе ги искористам оските што веќе ги имам за да ги позиционирам столбовите. Речеме дека вака ќе ги оставам, значи не ме држите за техничката исправност на конструктивното решение. Само уште
не треба да бидат рамни, меѓутоа ќе ги оставам вака да не губам време. Значи, ова што го направи во 3D, отприлика изгледа вака. Сега ќе продолжам со решавање на просторот кој што е во внатрешноста. Значи, ако сакам да видам конструкцијата, може да отидам во Structural Plans, во приземје, да видам како тоа изгледа. Како и можам да имам други погледи кои што ќе се однесуваат на инсталацијата, меѓутоа инсталациите во моментов се практично непостоечки. Ќе земам команда zip за да може да направам, да решам функцијата внатре во самиот објект. Значи, ако оваа улица предвидувам тука да биде влезот, да речеме влезот ќе го оставам во овој дел. Доста непрецизно работам, значи сега во целиот случај. Да речеме дека сакам во овој дел да се развијат скали, така да ќе ги додадам и скалите во случајот, само да видам уште како се распределени нивоата. Значи во elevation, да речеме на западната страна. Ова е приземјето кое што е практично во случајов е поклопено со теренот, тоа можам да го сменам. Меѓутоа може и да го оставам на ваков начин. Значи ќе се вратам на приземје. Катната височина од фасадата гледам дека е 2,90. Значи во приземје еве ги скалите, сакам да направам скали кои што ќе бидат монолитни. Ќе одат од првиот до вториот кат, ќе имаат парен број на висини и ќе ги направам од прилика додат и нивната висина да биде, да речеме, 1,2 метри. Подобро ќе беше веројатно од оваа страна да беа скалите, меѓутоа ќе ги направам од оваа страна. Речеме треба да почнат од овде. Тоа е едниот крак. Да продолжат наваму. Ќе одам на финиш. Скалите се направени, имам и ограда која што можам да ја избришам подоцна и да ја сменам, меѓутоа дефинитивно да ќе направам промени со зидовите. Подоцна можам да направам промена и на типот на зидот. Сега одам со нешто прилично едноставно. Океј, ако ова е влезот, ова се скалите, значи тука некаде треба да биде влез на оваа стамбена единица. Во оваа стамбена единица, значи предвидувам, да речеме дека штом се влезе од тука некаде, значи дека имаме една просторија што треба да биде во овој дел. Понатаму, да речеме дека овде има некој ходник. Овој простор, да речеме дека треба да бидат две простории за спиење или нешто слично, тука некаде кај да ќе се појави тоалет. Се уште не водам сметка за димензии, така да не сум сигурен дали ова што го праваме е одржливо нешто или не, меѓутоа како и да е, почнувам од нешто што е концепт за подоцна да се развие во нешто по-детално. За цело време додека го работам овој дизајн, неколку работи веќе почнуваат да се, заради таа дата база која што постои, например ако селектирам еден зид, тогаш за тој зид имам податоци, освен
геометрија која што вика кои се димензии, од кое до кое ниво доаѓа, значи во edit type може да видам и други карактеристики, например, ако отидам во делот на structure edit, гледам например дека материјалот за кој што е предвиден за овој зид е керамички блок. Значи намерно не ги земам малтерите во прилогот и покрај тоа што треба. Имав премногу до сега, како се вика, жалења дека например инвеститорите често пати за да се добие поголема пресметка на површините на собите, значи бараат да се исцртува без малтер, така да е само керамички блок. Овој керамички блок како материјал, ако отидам понатаму, самиот содржи, односно Revit му регистрира негови податоци, конкретно физички и термички карактеристики. Така да за физички карактеристики имаме повеќе параметри кои што се однесуваат на mechanical и на јачини, на притисок, на истегнување, на торзија и така натаму, како и термички карактеристики за самиот материјал. Од овие термички карактеристики практично може да се пресмета вкупната вредност за објектот и практично тоа се основите подоцна, тоа може да бидат основи за анализи за енергетска ефикасност, односно за топлински добитоци и губитоци. Значи, ако отидам да речеме понатаму во што е ова, значи спецификација на материјали, например, да речеме, веќе Revit ги регистрира материјалите кои што се поставени. Значи имам армиран бетон, имам EPS, односно изолација, имам керамички блок и така натаму. Колку користам материјали во самиот, кои што се практично присутни во самиот модел, тие ќе бидат излистани во таа спецификација на материјали и понатаму може да се добијат вкупните вредности. Ќе се вратам на приземјето, ќе додадам врати. Значи, овде ќе собере една врата. Овде ќе собере друга. И така натаму, значи можам да доправам уште некои други промени во овој дел. Речеме овде немам зид и овде исто така, ова ќе биде кујна, трпезарија, дневна соба и имам спални соби. Значи како се поставени веќе неколку врати, ми фали уште влезна врата во самиот објект. Да речеме ова, значи зависам од библиотеки кои што ги имам на располагање. Ќе ставам, например, вратава од оваа страна. И секоја врата што е поставена практично овде, веќе ја имам готова во спецификацијата на врати. Така да секоја врата практично се појавува овде со информации. Значи, некои информации, ако не се дадени во самата библиотека, може да ги назначам, како, например, ПП, противпожарна класа, цена, некои работи околу материјалите и така натаму. Важно, Revit практично се што е ставено сега го детектира во неговата датабаза и ги дава овие спецификации кои што представуваат нешто како queries. Ако се вратам во приземјето, значи може да додадам и прозори. Да речеме дека ќе поставам треба нешто поголемо.
доста е од оваа страна, да речеме на ваков начин. Така да сега кога ќе отидам во 3D, прозорите се веќе поставени. Може да ги променам ако има проблем. Како и овие ознаки ќе ги поставам нешто подоле да не сметаат во внатрешноста. Практично во Revit се е фамилија, така да сите работи што се додаваат може да бидат готови елементи претходно дефинирани или да се доработат подосна кога ќе биде потребно. Се што е, на пример, овие скали ќе ги означам додати на другите катови, така да ќе направам еден пресек за да видам како ова изгледа. Ми фалат плочи, меѓутоа скали веќе ги направам додати на другите нивоа. И тоа да одат до втори кат и до поткровје. Значи Revit ќе треба да ги прилагоди ако случајно висините не се исти, тоа го прави доста успешно. Ќе се вратам во приземје да ставам сепак некаков си под, така да го floor structural, тука ќе ставам бетон, да речеме 15 сантиметри. Препознаа Revit докаде е јадрото, за да може практично да ги внесе во зидовите, меѓутоа не да ја пробие самата фасада. Значи, ова е толку, одам на финиш и оваа плоча ќе ископирам да оди на горните катови. Значи ми треба на прв кат, на втор кат и на поткровје. Ќе треба да направам отвор за скалите, меѓутоа мислам дека тоа нема да биде проблем. Овие ѕидови може да ги продолжам, значи фасадните ѕидови да ги продолжам додат, да речеме да поминат преку поткровјето, например до венецот. Венецот може да се исконтролира колку треба да биде. Овде горе на ниво на поткровје ќе направам кров, меѓутоа прво уште еднаш да ги качам уште малку ѕидовите нагоре. Дизајнот не е за фалење, меѓутоа толку е времето што ми стои на располагање. Значи, да затворам некои работи од овде. Не ceiling plans. Туку ми треба поткровје од floor plan. И тука ќе ставам кров. Значи кровот ќе биде, да речеме, со две води. Ќе има некоја стреја од уствари еве 4 води, ќе има некоја стреја од 1 метар и ќе биде од типот на керамида. Значи ќе ги искористам ѕидовите за да бидат практично основа за тој кров. Ќе отидам на финиш. И сега, ако отидам во ситуација од страна, значи еве ми ја пета фасада. На пета фасада не ми требаат оските, така да ќе ги сокријам како група. Во 3D може да се забележи дека ѕидовите одат преку кровот, меѓутоа тоа не е проблем, бидејќи ќе ги закачам за кровот од долната страна. Така да со ова проблемот е решен. Следно нешто, сакам да ги ископирам и останатите работи, само да видам каде дојдов, не е ова приземје. Значи ова приземје, да речеме, ќе ги селектирам сите вакви ѕидови.
заедно со вратите, за да се повторат и на другите катови. Додуша, тука се и прозорите. Не се сите прозори поставени како што треба, меѓутоа пак ќе кажам во интерес на време. Повторно копи и во делот на paste ќе кажам да овие да се скопираат на прв, втор кат и на поткровје. Така да практично сега и на горните катови се наоѓаат. Некаде, на поткровјето практично имам, бидејќи мал зидот, практично овие прозори не сечат ништо, така да ќе речам delete instances и ќе видам во 3D како изгледа се тоа. Овие зидови, долните што ги нацртав, значи сепак биле со голема висина, за таа причина се повторуваат, ќе мора да ги избришам. Можам да бирам дали преградните зидови практично ќе се одат до едно ниво или ќе се закачат ќе одат сосема догоре, значи логично е да одат само на едно ниво. Значи овој тип на зидови ќе ги селектирам и проверка да одат од приземје, top constraint треба да отидат до прв кат. И сега како зидови кои што одат на прв кат, практично ќе можам да ги скопирам во горните катови, само да видам во овој дел. Значи, добро, ги нема на прв кат, ги нема на втор кат, ќе може значи да ги скопирам. Значи, ќе ги селектирам уште еднаш, сите зидови од тој тип, ќе ги селектирам и вратите, како и овие прозорите додуше ги има, така да можам дефинитивно да ги деселектирам со помош на Shift. Така да штом со овие работи селектирани, еве и оваа врата овде, уште еднаш копи и во paste ќе кажам додат на горните катови, значи кат 1, 2 и поткровје. Сосема е можно на поткровјето пак нешто да штрчи, како што реков, меѓутоа овој пат ќе кажам овие зидови практично се закачат за кровот, така да колку што кровот дозволува тие да имаат висина, толку ќе одат нагоре. Сите овие работи може да се направат дефинитивно да бидат посложени. Овде очигледно дека вратава нема да врши работа, така да ќе треба да ја поместам, меѓутоа и тоа ќе го направам. Може би и кровот ќе треба да оди уште погоре. Така да ако речам, например, да биде од поткровје уште 1 метар нагоре, се поткрена, оваа врата во поткровјето ќе ја поместам некаде на по-згодно место. Може би отварањето ќе биде нешто поинакло. И така натаму. На брзина искреирав некаков си 3D модел. За цело време, додека ги додавав елементите. Значи сите елементи имаат своји карактеристики дефинитивно. Значи сите работи што се во properties палетата или во edit type, значи доколку се потполнат, значи тука се мал милион податоци. Тоа не значи дека ние сите овие работи можеме да ги потполниме. Некои се практично многу потребни, некои не толку, некои доаѓаат со самата библиотека, некои ние би сакале параметри да додадеме. Важно е тоа е таа дата база која што стои во позадина. Значи темплетот практично треба да овозможи да се искористи максимум од самиот проект. Не ставив греди во случајов и тоа може да биде прилично, да кажам, едноставно и тоа ќе го направам, меѓутоа претходно само да кажам дека практично темплетот веднаш ги вади фасадите во некаков си поглед. Овие сите фасади можат веднаш автоматски да дојдат на лист за печатење. Ќе кажам дека на самиот почеток можам да додадам информации за самиот проект, така да, например, речеме дека ова е проект што се изработува сега во мај 2020. Технички број нека си остане.
Катастарот е број 000/0. Адресата е, да речеме, Бул Јане Сандански. Ќе беше добро да го напишев на кирилица. Сандански, да речеме 1. Проектот се вика Основен проект за индивидуална куќа или нешто слично. Ќе напишам само куќа. Инвеститор е инвеститор, дисциплина архитектура и така натаму. Штом ги внесам овие податоци, практично тие се внесуваат во самите листови за печатење, така да тука имам готова содржина на прилози, кои што ако се смени практично, ако се сменат прилозите, ќе се сменат автоматски овде. Значи печатот автоматски се потполнува. Значи ова е ситуација која што исто така доаѓа автоматски, меѓутоа не ми е разработена се уште затоа што немам ништо поставено од типот парцела, пристапна улица и така натаму. Немам темели, немам приземно ниво, меѓутоа ако отидам да речеме на приземје, може овде да го поставам погледот на кој што работев. Тоа е флор план приземје. Да речеме овде. Ако размерот е во случајов 1:100, ако не одговара размерот, можам да сменам, да речеме дека овде објектот може да биде во 1:50, така да ќе го ставам и во 1:50. Ќе треба да го прилагодам само за да може да го собере во прилогов. И ќе го активирам погледот за да ги сменам сите можни потреби. Например, големината на погледот не е битно да е толку голем. Како и ќе селектирам подлогата. Ќе направам да биде невидлива во случајов, да ја сокрим. Погледот можам да го спуштам уште малку нагоре или евентуално да го прилагодам, да не се за да се гледа поубаво, еве ми основата. Значи и од овде можам да ги направам промените кои што ми се потребни. Важно идејата е дека при секоја промена автоматски самите листови кои што се подготвени за печатење се менуваат. Меѓу другите работи имам ставено паметни текстови, да кажам, така да размерот го чита размерот кој што е на самиот прилог, во случајот 1:50 и автоматски се поместува во овој дел. Ако ми требаш, например, следно нешто, да додадам уште простори, значи имам опција за поставување на соби. Така да ќе поставам, например, една овде, овде, овде и овде. Практично тоа ми е автоматски се назначени сите површини и како ги назначувам просториите, значи можам да отидам сега и на другите катови, да речеме на прв кат, да го повторам истото, меѓутоа овој пат наместо да кликам самиот, ќе отидам на Place Rooms Automatically за автоматски да се креираат овие соби. Еве го и вториот кат, Place Rooms Automatically. И уште ми фали на поткровје. Собите не се именувани, меѓутоа и тоа може да се додаде, особено ако имам готова програма која што доаѓа од инвеститорот. Важно што мога го направам во биланс на површини, практично сите тие соби се излистени со нивна површина, со нивни периметар, со нивни волумен. Може да ставам автоматски која ќе биде нивна подна обработка, да ги листам по дадено ниво, да ги гледам колку се вкупно и така натаму. Следно, имам можност да додадам и шема на столарија. Така да, ако сакам, например, овде да поставам некој прозор, тогаш ќе земам Legend Component. Значи, не сум сигурен точно како се викаше прозорот што го поставив. Меѓутоа во оваа листа се практично сите елементи кои што се присутни во Revit. Така да, мислам дека беше нешто вакво.
Ова е практично основата на, тоа е прозорот што се гледа во основа, а сега ќе го поставам и во поглед. И на ваков начин можам да ги додадам сите прозори кои што се сретнуваат во проектот. Може да додадам коти. Едно точно изгледа не кликнав. И други описи кои што ќе додат како текст. Така да во овој дел ќе да речеме ќе ги потполнам прозорите, во овој дел ќе ги потполнам вратите. Да речеме сакам ваква врата да ја излистам во шема на столарија. Тоа е изглед преден. Ова е практично отварањето. Повторно имам можност да додадам димензии, односно дискотирам. И да додадам други опаси. Значи сето ова влегува во прилог кој што се вика шема на столарија. И на таков начин ја можам да го дозавршам и овој лист. Понатаму дадени детали може да бидат готови изработени, значи дури повикани од Revit. Па се извинувам од AutoCAD, значи кои што ќе се додадат на ваков начин. Меѓутоа исто така можам да направам пресек и од пресекот ги изведам детали кои што ќе бидат прикажани на некој поспецифичен начин. Така да ако ова е пресекот, да речеме дека ме интересира овој детал, значи ќе извадам така наречен call-out. Димензиите малку да ги зголемам. И овој call-out, кој што се вика section 1 call-out 1, да не го преименувам, можам да го ставам на некој лист. Значи, во овој дел може да го елаборирам многу подобро, наместо размерот да биде 1:50, да направам да биде 1:25 или 1:20, да го сменам нивото на деталност, значи да биде на подобро ниво и се што немам овде, се што не е направено да се доцрта во 2D. Така да можам да додадам, да доцртувам исто како во AutoCAD. Практично до сега имам видено голем број на компании кои што користат таква опција, каде што го користат Revit до дадена мера, а понатаму се друго доработуваат во 2D, ако сметаат дека на таков начин ќе бидат побрзи. Еве и некоја шрафура за овој дел што треба да представува практично, треба да представува, да речеме, под. Ќе го сменам типот на шрафурата и добивам од прилика нешто вакво. Можам да интервенирам и со дебелини и со некои други, како се вика, опции, како да е да се добие добра графика. Значи, штом идејата на сета ова демонстрација, бидејќи веќе стигнавме до крајот на предвиденото време. Значи, штом имам готов 3D модел, а тој готов 3D модел практично се должи на елементи кои што се веќе дефинирани, како типови на зидови, врати, прозори, мебел, секакви типови на конструкции и така натаму. Значи, нивното поставување е прилично едноставно, дали во основа, дали во 3D, во некој пресек или нешто слично. Значи, може да се изгради тој 3D модел. Значи, има библиотеки за се и се што. Значи, во овој дел би сакал да напоменам, да споделам корисни линкови, кои што ќе селектирам овде практично се, и ќе ги префрлам на чет. Значи, постои еве го send, значи постојат доста ресурси кои што ги напоменав на самиот почеток. Например, и кога ќе заврши семинар, односно вебинарот, за жал овие линкови ќе ги нема, така да може уште сега да ги скопирате, например. Значи, имате можност да го користите Revit доколку сте студенти, како студентска верзија во време трајање од 3 години. Има и трајал верзија.
Revit 2021 е најновата верзија, овој линк кој што е предаден е практично да се види што е ново, има навистина феноменални работи. Значи Chaos Group како производител на V-Ray на оваа веб страна е даден линкот кој што ќе ве однеси, ќе ви даде информации за тоа како V-Ray работи во рамки на Revit. Beam Object е феноменална веб страна каде што практично се дадени едно чудо готови библиотеки кои што може да се користат за Revit. Значи тоа се библиотеки кои што се од самите производители. Значи ова бројка на фамилии овде е навистина неверојатна и таа бројка расте се повеќе и повеќе. Значи еве уште еден друг линк кој што можеби не сте го знаеле, а тоа во рамки на Autodesk постои App Store. Тој App Store функционира нешто слично како Google Play Store. Значи постојат околу 1500 апликации кои што може да се додадат на Revit. Голем дел од тие апликации, односно да кажам 1/3 се без пари, значи слободни за користење, што значи околу 500-600 такви апликации. Исто толку се како се вика, се апликации кои што се paid, значи мора да се плати дадена сума. Меѓутоа постојат околу 500-600 кои што се trial, што значи дека може да се користат од 2 недели до месец дена, година дена и така натаму. Значи ова е одлична можност, сето она кое што Revit, да речеме, во своите издање не може да го направи, некоја друга дополнителна апликација, да речеме, особено ако е бесплатна, да може да го направи. Следно нешто, предпоследниот линк е практично линк на веб страната на SEMOS, каде што можете да се информирате за дополнителни, за курсеви и слично се она што SEMOS го нуди. И последната работа е мојот имейл, така да доколку имате прашања, бидејќи сепак ова е вебинар каде што не може да се развие дискусија. Ако имате прашања, слободно пишете ми, значи одговарам на мейлови, така да слободно може да останеме во контакт. Значи премалку време за да се направи презентација на се што Revit нуди и има можности. Само ќе ги поменам уште на кратко табовите на рибонот. Значи покрај архитектура во делот на structure имаме можност да креираме конструкција, да додадеме арматура, да работиме со челични елементи, значи особено се работат челични конструкции кои што ќе се видат доработени практично на работилничко ниво, на ниво на работилнички цртежи. Работа со префабрикуван бетон. Во делот на системите ова е делот за MEP, значи тука може да се прават интелигентни системи за сите можни инсталации кои што функционираат како жив организам. Тоа значи дека Revit сам го прави димenzionирањето на инсталациите, доколку некој елемент се помести полево подесно, практично се обновува, се апдейтува таа врска. Самиот додава колена, самиот препорачува леаути како доди инсталацијата и практично за машинците Revit навистина прави голема разлика. Следно имаме можност да работиме со надворешни фајлови, почнувајќи од други Revit фајлови, AutoCAD, внесување на слики или на PDF и така натаму. Значи некои од овие табови кои што се гледат практично произлегуваат од други дополнителни плагини и апликации кои што постојат за Revit. Значи голем дел од нив се слободни за користење. Masking Insight, значи тоа го скокнав, доаѓа дефинитивно со Revit, тоа е за изработка на терен, со тоа што има доста паметни работи во врска со изработката на теренот, особено делот на Graded Region, каде што има можност да се контролира практично локацијата, да замислиме дадена позиција на даден објект и да видиме што ќе биде соодносот на net и cut, односно на net cut и на net fill, односно на ископ и на насип со цела се добие колку што е возможно по оптимизирана основа. Значи можам да зборам уште многу, меѓутоа сепак ќе мора да го завршам денешното излагање тука. Значи ви благодарам за вниманието. Доколку имате прашања поврзани со Revit, SEMOS ви стои на располагање, SEMOS едукација ви стои на располагање како и јас. Се надам дека паметно ќе го искористите периодот кој што следи, а сме на некој начин затворени. Да кажам дека бројката, значи на курсеви се зголемува дефинитивно на Revit со секоја година, има голем интерес, многу луѓе во Македонија го слушаат Revit. На мое големо
на моje големо, како се вика, позитивно изненадување, значи се поголем и поголем број на значи колеги работат Revit, особено за надвор. Мислам дека е тоа одлична прилика и за лично професионално напредување, меѓутоа и за заработка. Ви благодарам што го одвоивте времето и се надевам дека ќе бидете во добро расположение. Поздрав на сите. Чао, чао.